Во 7 часот 41 минута го реализираме првиот разговор во утринската програма и секако го посветуваме на младите. Во период од 19 до 25 јули годинава во Струга се реализираше уште едно издание на летниот младенски камп 100% Црвен крст во организација на младите на Црвениот крст во земјава. На истиот учество земаа представници од 32 клубови на млади од територијата на нашата држава. Која беше целта на кампот, какви активности се реализира, но и зошто се важни ваквите настани, утрово дознаваме во разговор со нашиот следен гостин, односно првиот гостин во утринската програма, Филип Ивковски, стручен соработник за млади, дисеминација и меѓународно хуманитарно право во Црвен крст на Република Северна Македонија. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро и благодарам за поканата. Благодарам за тоа што позитивно се озвавте на нашата покана. Ајде за почеток на денешниот разговор да ги запознаеме нашите гледачи колку години поред се организира летниот младенски камп во рамки на Црвениот крст. Така. Оваа традиција има започнато во 2008 и веќе 15 на години ги организираме традиционално секој лето летните младенски кампови. Имавме само една пауза, тоа беше 2020 година, кога беше и пандемијата, пикот на пандемијата, а веќе од 2021, односно минатата година, започнавме малку редуцирано издание на камповите, чисто за да одржиме таа традиција што ја негуваме со години. Така. Која е целта на самиот младенски камп и од каде потребата да се реализира еден ваков камп? Точно. Идејата за кампот е колку што е можно повеќе да ги зајакнеме вештините и компетенциите на младите во нашето национално друштво, односно во Црвен крст на Република Северна Македонија, за како да бидат проактивни младини, како да остваруваат нашата мисија понатаму на терен. Овие кампови, особено овој, бидејќи беше изборна година, каде што ја избравме нови раководни структури во клубовите на млади, беше конкретно насочен кој јакнење на нивните лидерски вештини за како правилно да го менаџираат и водат клубот на млади во наредните 2 години. Така, ајде малку поконкретно да кажеме кој си имаше можност годинава да биде дел од летниот камп? Така. На секој 2 години, кој што спомнав, младинските структури поминуваат низ редовни избори, така што на секој 2 години како учесници приоритет имаат младинските лидери. Значи во секој клуб на млади се избира лидер на клубот на млади, негов заменик и 7 членови на координативно тело. Фактички тоа е тимот кој што го предводи клубот на млади. И оваа година од секој клуб поканивме по 20 представници, со приоритет тоа да бидат лидер, заменик или членови на координативното тело, бидејќи пред се целата содржина на кампот беше насочена кон нивните вештини, односно нивните потреби од друга страна како за нови младински лидери. Веќе во текот на разговорот ги следиме и оние фотографии кои што ни ги испративте. Така. Би сакал малку да ги прокоментираме и истовремено да споменеме какви се активности беа реализирани годинава во рамки токму на летниот младенски камп. Да. Станува збор за 7-дневна програма на летниот младенски камп, каде што е концепирано од страна на тренерскиот тим согласно пред се компетенциите и потребите на волонтерите. При самото пријавување тие поднесуваат пријава, каде што го наведуваат нивното волонтерско искуство и најчесто содржините ги прилагодуваме на нивното искуство и на се тоа што им е потребно за да го пласираме како соодветна информација. Содржините се најразлични, значи имаме 2 блока на работа по 6 часа на ден. Другиот ден беше оставен пред се за рекреативни активности, но и активности за градење на тимот од страна на младите. Така, запознавање меѓусебно, заеднички активности кои што секако ќе им одат токму во нивна корист. Какви можности нуди самиот младенски камп токму за волонтерите на Црвениот крст и на кој начин всушност влијае на усовршување на нивните вештини и знаења? Така, ова е младенски камп што од старт до крај е организиран и воден од младите, пред се од Националното координативно тело на млади и председателот на млади, и реално се базира на сето тоа што им е потребно на младите. Содржините се најразлични, кој што рековме 7 работни дена, од кои што фативме пред се што значи проактивен млад лик во општеството, понатаму се насочивме како е организирано волонтерството во нашето национално движење, односно во Црвениот крст на Република Северна Македонија. Понатаму работевме на теми како што се лидерство, менеджмент, мотивација. Работев малку и на програмите за видливост и информирање, за како да се промовираат младите во социјалната сфера, во социјалните медиуми, но и на стандардните медиуми. И секој работевме на детектирање на кои се проблеми треба да ги адресираат младите како волонтери во Црвениот крст. Кој работеше со младите волонтери во рамки на самиот камп? Имаше ли посебен тим на едукатори и обучувачи кои што работеа во сите овие денови заедно со нив? Така, да, пред се тоа беше председателот на Советот на млади Александра Сандева и јас како стручен соработник за млади, како тренерски тим. Поддршка добивме од
менторскиот тим што беше на самиот камп, тоа беа 7 членови на координативното тело на млади. Имавме покането еден гостин предавач, што е наш искусен волонтер, дисеминатор и ориентер, кој што има специализирано на делот на лидерство, менеджмент и мотивација, кој што одржа 3-часовна сесија за истите. Во овој дел од нашиот разговор би сакал да ги споменеме и самите теми кои што беа во фокусот на годинашните обуки, зошто беа одбрани токму овие теми, зошто истите се важни за волонтерите, односно младите волонтери во рамки на Црвениот крст. Да, кој што спомнав, оваа година спецификата е бидејќи имавме покането токму лидери, заменици и членови на координативно тело. Реално сите теми беа насочени кон нив и кон нивната можност и заекнување на нивните можности како соодветно да менаџираат и управуваат со клубовите на млади. Кој што ги спомнав, темите беа тие: менеджмент, управување и програмското работење исто така го опфативме, односно како национално друштво ќе се стремиме во идниот период да креираме посебни програми за млади, односно во секој од нашите програмски дејности кои што се подготвени за одговор при катастрофи, социјално-хуманитарна дејност, здравствено-превентивна дејност, дисеминација и промоција на хумани вредности, да можеме во сите тие дејности ние да пласираме соодветна младинска програма на целата територија на државата, за да имаме повеќе можности младите да се вклучат во нашето движење. Споменавте, вие бевте активен учесник во самите обуки, како предавач и обучувач секако. Од тој аспект, задоволни ли сте од тоа како помина овој летен младенски камп и се исполнија ли вашите очекувања како организатори? Споменавте, младите беа главните организатори, но сепак и вие имавте учество во истиот. Па да, пред се личните очекувања ми се исполнија, но уште повеќе ме радува што и очекувањата на младите, пред се и на организацијскиот тим, но и на учесниците, се исполнија зашто тоа го проверуваме на секој камп, почнуваме со таков брейнсторминг за кои се нивните очекувања, на крајот од кампот ги проверуваме и навистина е мило што сите беа исполнети, вклучувајќи ги оние добра дружба, добро поминато време, нови пријателства, што реално и тоа е исто така важно и еден сегмент од кампот кој што не е официјално, но и тоа како е потребен за младите во нашето движење. Гледано од ваш аспект, како е да се работи со младите волонтери? Интересно и предизвикувачки, зашто пред јас моето приказно Црвен крст почна 2013 и тоа како волонтер. Од неодамна некој година и пол веќе сум дел од стручната служба на Централната канцеларија. Верувам дека ги разбирам потребите на младите, бидејќи 8 години бев на терен и навистина ми е мило што ми се пружи шанса да можам сега јас да дадам придонес во нивното менаџирање понатаму. Предизвик е бидејќи знаете дека младите се динамична категорија, но секоја се полни со амбиција, со желба за работа, така што тоа е тоа што ме води. Ја тоа им го кажав и на кампот, дека ние се ова што го работиме, јас лично го работам за нив, бидејќи они се инспирацијата која што ме движат во работата. Дефинитивно секогаш се отворени за соработка, но и за нови идеи. Какви беа реакциите на учесниците на младинскиот камп? Што како можности придобивки донесе овој камп токму за нив? Верувам дека со неочекување го чека стартот на кампот. Очекувањата се исполнија, реакциите беа неизбежни и тоа беа секако позитивни. Се смеевме со организацијскиот тим дека навистина постигнавме нешто кога на крајот од кампот младите плачеа. Дел од нив бидејќи се заминуваат и пред се полни со мотивација, со нови искуства, знаења и со многу пријателства. Баш имаме и направено група за комуникација и гледам дека секој ден се комуницира и дека се потекнуваат младите сами меѓу себе за да можат да работат понатаму. Да, тоа се дефинитивно пријателства и соработки кои што вечно траат, а оно што го споминавте е било навистина доволен доказ за успешноста на вашиот камп. Каков е интересот за учество во овој младински камп на Црвениот крст низ годиниве наназад? Што покажува искуството на Црвениот крст? Така, покажува дека е навистина голем интересот, зашто, кој што знаете, 15 години од организацијски и логистички аспект ние сме ограничени најчесто на 20 учесници од клуб на млади, ги имаме 33 клубови на млади на територијата на државата. Секогаш постои интерес, секогаш се побарува и уште некој дополнително место, гледаме да излеземе во пресред, така што верувам дека интересот е голем и дека ќе продолжиме со таквиот тренд. Споминавте, една од главните цели на овој летен камп на Црвениот крст беше да се подобри соработката. Од тој аспект би сакал да ве прашам на какво ниво е соработката меѓу клубовите за млади во рамки на Црвениот крст и зошто е важно истото да се одржува на високо ниво? Така, да, тоа не беше еден од приоритетите на самиот камп. Пред една година лансиравме таква програма каде што младите меѓусебно се ги заекнуваат клубовите на млади.
преку младински фасилитатори кои што ги менаџираат процесите во клубовите на млади. Тоа се пред се волонтери кои што имаат долгогодишен волонтерски стаж и искуство и кои што решивме дека покрај својот клуб може да дадат доприноси за развојот на другите клубови на млади. Сличната иницијатива ја промовиравме повторно на кампот преку иницијативата за партнер клубови на млади, каде што им дадовме предлог 2 до 3 клубови на млади да се спојат и понатаму во текот на пред се им дадовме задача до крајот на годината да воспостават соработка преку најразлични активности пред се и во делот на програмското работење и исполнување на мисијата, но од друга страна и неформални активности преку кои ќе се заекне целата таа соработка. Ова е само еден од проектите, би рекол, многобројните активности кои што ги реализира Црвениот крст во текот на летото. Кои се останатите тековни активности на кои што работите токму во Црвениот крст? Така, пред се во полето на млади, летото е стварно исполнето со голем број на обуки, со голем број на тимбилдинг активности. Во насока и на претходното прашање се спроведуваат и локални младински кампови, иницијатива неколку клубови на млади. Пред се тоа беше минатата недела беа спроведени од страна на Црвен крест Газибаба и од страна на Црвен крест Струмица. Веруваме дека тоа како ја поттикнува соработката на локално ниво. Ние како национална канцеларија пробуваме да ги поттикнеме процесите, а понатаму оставаме они самите да ги движат. Така што други активности во делот за млади пред сега се ангажирани младите во делот на превенција и заштита од топлотните бранови со делење на освежителни пијалоци и промотивни, односно информативни материјали за населението. Летниот период најчесто се намалуваат активностите на клубовите на млади, пред се поради нивните обврски кои што ги имаат за време на распуст, односно да одморат. Веќе од септември очекуваме поголем налив на активности, особено со бидејќи голем дел од активностите не се поврзани со самите училишта. Сосема накуса на крајот на денешниот разговор би сакал да се задржиме на една од оние активности која што ја споменавте. Високите температури се уште се присутни, го отежнуваат нашето секојдневие во овој период од годината. Колку е зголемена фреквенцијата на волонтери на Црвениот крст на терен во помош на ранливите категории население, но и во однос на превентивна едукација на населението, токму поврзана со топлотните бранови? Да, дефинитивно е зголемена фреквенцијата на волонтерите кои што оперираат на терен. Пред се формирани тимови од млади волонтери од клубовите на млади кои што работат директно на терен со населението, каде што пробуваат преку кратки информативни материјали да го информираат населението за кои се пред се последиците од топлотните бранови, но и од друга страна да им кажат кои се мерките за како може да се заштитат во текот на летниот период и секогаш оди со освежителен пијалок и подсетување дека треба да конзумираме доволно количини на вода во текот на овие топли денови. Филип, благодарам за прифатената покана и денешното гостување во Македонија наутро. Остануваме верна медиумска поддршка за сите активности на Црвениот крст во земјава. Би рекол, секогаш е вистинско време да се промовираат хуманите вредности помеѓу граѓаните. Благодарам за сето и благодарам за поканата. Благодарам, ние ќе се видиме во наредна прилика. Се гледаме.